Добро вечер, Дневник на ТВ+. Еве што ке гледате. Одадена почит на бранителите од 2001. Пожарникарите го одбележаа 20 мај. Кошаркарски клуб Куманово апелира за спортско навивање против МЗТ. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев денеска се одржа трибина по повод одбележување 15 години од војниот конфликт во Македонија. Представници на АРМ, МВР и останати здруженија им одадоа почит на загинатите бранители. Организацијата на резервни официри на Македонија денеска со трибина одбележа 15 години од војниот конфликт во Македонија од 2001 година и им одаде почит на загинатите бранители. На трибината која се одржа во Центарот за култура Трајко Прокопиев присуствуваа бранители од војната, членови на семејствата на загинатите, припадници на армијата на Република Македонија, секторот за внатрешни работи, резервни официри, локалната самоуправа, Советот, Сдруженијето на бранители, политичките партии и многу други. Од Куманово во војниот конфликт учествуваа повеќе бранители, а 6 мина во таа борба ги положија своите млади животи. Пред присутните се обрати председателот на општинската организација Синиша Богдановски, кој истакна дека учеството на бранителите во војната е дело и карактеристика на големи и храбри луѓе. Денес сите ние чувствуваме гордоста на кумановските бранители и на загинатите херои од Куманово, Дејан Јакимовски, Бован Трајковски, Дејан Денковски, Видан Коцевски, Србољуб Спасовски и Оливер Петрушевски, кои со својата храброст, подготвеност и борбеност оставија траен белег во поновата македонска историја. Тоа беше и повод за да организираме оваа денешна трибина 15 години од војната во Македонија. Војните дејствија и учеството како на другите, така и на кумановските бранители кои застанаа во одбрана на татковината против вооружените екстремистички и паравојни формации. Председателот на Советот на општина Куманово Максим Димитриевски истакна дека градот за жал никогаш не го одминуваат вакви настани. Нагласи дека имињата на нашите сограѓани кои ги дадоа своите животи се впишаа во историјата и темелите на Република Македонија. Целиот настан тргна со тоа што Македонија беше во тој момент, барем ние, како етнички македонци, се чувствуваме нападнати од друга држава и дојде до вооружен конфликт. Подоцна, како што кажува и историјата во континуитет, нашиот народ сите борби ги добиваше на војното поле, но за жал ги губеше на масата таму каде што одлучува политичарите. Дојде до еден мировен договор, Охридскиот рамковен договор, и сите од 2001 па наам тргнавме заедно да градиме едно општо мултиетничко општество. На членовите на семејствата на загинатите припадници, како и на учесниците од резервниот баталјон кој учествуваше во војната во Куманово, денеска од Организацијата на резервни официри на Македонија им беа врачени благодарници. Учениците од 4-та година денеска официјално ги напуштија средните училишта. Директорите истакнаа дека се задоволни од постигнатиот успех на оваа генерација. На матурантите сега им предстои полагање на државната матура, а потоа и одлуката за продолжување на образованието на некои од факултетите. Официјално денеска заврши учебната година за матурантите. За разлика од претходните години, овој пат учениците од 4-та година не играа квадрил на плоштадот, но дел од нив традиционално со музика и игра си заминаа од училиштето. Директорите на средните училишта на идните академски граѓани им посакаа успех во понатамошниот живот. Нагласија дека се задоволни од постигнатиот успех. Можам да кажам дека се помине во најдобар ред според она што беше планирано годишната програма на училиштето, но и според програмата од Министерството за образование. Кај матурантите учествуваа сите активности кои што беа како што кажав, предвидени, заедно со учениците од останатите години, значи во надпреварите кои што се специфични за стручното образование, како што е надпреварот за масум, потоа маскембалот во Струмица, градскиот маскембал и останати активности. На матурантите во идниот период им предстои државната матура. По тој повод тие ќе имаат можност да следат консултативна настава и на тој начин да се подготвуваат за испитите. Првото тестирање по македонски или албански јазик ќе се одржи на 4 јуни.
Во противпожарната територијална единица денеска се одбележа светскиот ден на пожарникарите 20 мај. Командирот на единицата Дејан Илиевски нагласи дека го радува фактот што годинава, за разлика од претходната, имаат намален број на интервенции, односно 90. Додаде дека екипираноста е одлична. Денеска е 20 мај, ден на пожарникари на Република Македонија и како веќе традиционално го одбележуваме. Вчера имавме една тактичко показна вежба во детска градинка Ангел Шаише. Денеска одлучивме да не изведуваме практично показни вежби, туку едноставно со бившите колеги, пензионирани работници од територија на противпожарна единица Куманово и сите субјекти кои се вклучени во противпожарната заштита, поканети се на еден скромен коктел кои самите вработени го организираа и да го чествуваме нашиот празник 20 мај. Во однос на пожарите што ме прашавте, до сега имаме намален број во однос на минатата година. Се надевам дека така ќе биде и до крајот на годината. Се уште немаме добиено ништо ново, меѓутоа работиме на случајот. Се надеваме дека до крајот на година ќе успееме да издействуваме нешто. Во поглед на доопремување на пожарникарите со противпожарни црева, млазници, таква работа, работи кои ни се потребни во секојдневната работа наша. Моментално имаме 51 вработен, со оглед што во изминатиот период работевме со 27 пожарникари. Сметам дека сме доста добро екипирани, луѓето се обучени, оспособени, така да верувам дека на било кое место на општина Куманово може да интервенираме без никаков проблем. Пред Основниот суд Куманово се одржа 11-тиот протест од Шарената револуција. Граѓаните посочија дека протестираат против одлуката на председателот Ѓорѓе Иванов да ги аболицира политичарите и истакнаа дека таа се куси со демократските вредности и создава нееднаквост помеѓу граѓаните. Истакнаа дека нема да престанат да протестираат се додека не се исполнат нивните барања. Пред Основниот суд Куманово продолжија протестите од Шарената револуција. Вчерашниот протест беше 11-ти поред и граѓаните излегоа повторно да го изразат својот револт против аболицијата од страна на председателот Ѓорѓе Иванов. Тие бараат спроведување на точките од договорот од Пржинот, од кој веќе се навршува една година. Ставовите на граѓаните беа во насока на спроведување на правната држава во сите сегменти на општеството, без разлика на положбата или функцијата на одредени граѓани. На протестот пред судот пред на собраните кумановци се обратија активисти во невладени организации кои исто така ги образложија причините за кои што протестираат. Граѓаните во меѓувреме на себе имаа залепено пароли со кои го искажаа своето незадоволство. Причината е опште позната состојба во Република Македонија која е катастрофална и ќе се одвиват се додека демократијата не победи и додека не стане Македонија правна држава. Цел на овие протести, мислам сите знаат аболицијата што ја прогласи председател. По моје мислење, најмалку половина држава и затвори да се треба се аболицираат, а овие криминалци никако. Граѓаните посочија дека специјалното јавно обвинителство може да ја разреши кризата. Според нив, без правна разрешница во случајот околу обвиненијата кои што беа и оние кои што во иднина ќе бидат покренати кон високи функционери од власта без да бидат процесуирани и кон нив да се постапува како и кон било кој граѓанин на Република Македонија, државата нема да ја перцепираат како демократска. Институција во моментот тоа е специјалното обвинителство, кое мислам дека може да даде една нова компонента, една нова, меѓутоа без специјален суд тешко дека ќе може да излезе, затоа што е се партизирано и се контролирано во оваа држава, затоа што многу луѓе се над законот, што е недозволиво една демократска држава. За жал, кај нас демократијата е само декларативна, далеку сме од вистинска демократска држава. Обструкција има. И тој големи обструкција. Сега ми даваме подршка, лично ја давам подршка на тој специјално јавно обвинителство да работи како што треба. Граѓаните истакнаа дека нема да отстапат од своите барања. Во меѓувреме посочија дека времетраењето на протестите нема да зависи од нив, туку од оние кои што треба да ги спроведат реформите. Како ќе се реши, се пробува да се реши по мирен пат. Како што тоа доликува, веројатно така и треба, нормално, треба да победи вистината, треба да победи и правдата. Меѓутоа, начинот на кој ќе се реши и до кога тоа ќе трае, никој не може да каже. Шарената револуција зафати голем број од градовите во Македонија, а за наредните денови се најавуваат нови протести.
Во Центарот за култура вчера вечер беа промовирани две книги. Во холограмска парадигма од авторот Јасминка Наумовска. Централна тема е проблемот на човековото функционирање на индивидуално и психолошко ниво, како и на колективно. За засолниште на имагинација, самиот автор Горан Стефчевски ја карактеризира како футуристичка книга. Холограмска парадигма од авторот Јасминка Наумовска и За солниште на имагинација од Горан Стефчевски се книгите кои што беа промовирани вчера вечер. Проблемот на човековото функционирање на индивидуално и психолошко ниво, како и на групно и колективно, е централна тема на книгата Холограмска парадигма. Идеите изложени во книгата во голем дел произлегуваат од практичната работа со клиентите кои се трудат да избегнат или да достигнат поголемо ниво на зрелост и да го откријат сопствениот идентитет, а еден дел од книгата има стручна расправа на клучни теми кои се поврзани со човековото функционирање, посочува гешталт терапевтот Наумовска. Содржината на книгата зборува за свесноста која е суштинска за психолошкото и духовното здравје. Осмислените раскази, како да немаат граница, како мислам дека тие и знаат каде се кријат нашите стравови и се обидуваат да се соочат со нив. Книгата зборува за човекот, како и за сите нешта, обични и необични, кои го менуваат на подобро или на полошо. Холограм е тродимензионална слика која е создадена со помош на ласерски зраци, објаснува авторот. Ако холограмскиот објект се преполови, тогаш половината ја содржи целината. Значи нов поглед на една структурална организација дека целината се содржи во деловите и јас како представник на гешталт терапијата можам да го застапувам ставот и за сигурност можам да тврдам дека целината е повеќе од збирот на деловите, така да кога станува збор, пример, за семејство, тогаш семејството е нешто, таа целина е многу нешто поголема од збирот на тие членови. За солниште на имагинација е 8 дело на магистарот по психолошки науки Горан Стефчевски. Се работи за една футуристичка книга. Сите ние живееме истовремено во два света, во физичка димензија и во имагинарниот свет на духовната димензија. Меѓутоа, свесноста ни овозможува да ги споиме тие два дела. Промоцијата се одржа во фоајето на Центарот за култура Трајко Прокопиев. Женскиот ракометен клуб Куманово изгуби пред домашна публика од фаворитот женскиот ракометен клуб Вардар со резултат 40-20. Тренерот на женскиот ракометен клуб Вардар Давис Камара истакна дека екипата на Куманово има талентирани млади ракометарки кои за неколку години ќе прераснат во квалитетна екипа. Од друга страна, тимот на Куманово е насочен кон надпреварот со Пилистер, во кој доколку победа ќе го потврдат историскиот пласман во европските купови. ЖРК Куманово вчера на домашен терен изгуби од ЖРК Вардар со резултат 40-20. Уште од самиот почеток гостите ја потенцираа својата фаворитска улога и направија добра разлика, така во подоцнежниот тек од мечот само рутински ја играа својата игра. Домашниот тим имаше проблеми на почетокот со реализација, но потоа по поминувањето на првичниот шок од надмоќниот противник, ракометарките на ЖРК Куманово почнаа да играат и да ги покажуваат своите квалитети. Разликата во однос на многу сегменти од играта беше евидентна на самиот терен. ЖРК Вардар играше со голем број од ракометарки кои игра на завршниот турнир од Лигата на шампионките, така што во тимот беа Барбара Лазовиќ, Сираба Дембеле, Андреа Пенезиќ, Олга Черно Иваненко, а од друга страна во тимот на Куманово имаше и ракометарки од пионерската екипа на клубот и дел од клучните ракометарки беа надвор од игра поради повреди. Тренерот на ЖРК Вардар Давис Камара посочи дека екипата на ЖРК Куманово има талентирани млади играчи. Мислам дека има многу разлика. Наша екипа е поголем, јаки, шутира многу јако и ама мислам дека игра добро, ке Куманово игра добро, сака да игра нешто и екипа е многу млади, ке има време за оди горе и мислам дека ке игран добро и ке само треба време да оди погоре, ама мислам дека игра добро, добра екипа. Две среден бек, леви бек, и ова шутира многу добро, висока и проблем е ке мора да работа секој ден со теретана, со збено и најдобро и надпревари, ама мислам дека ке екипа работа добро. Ова е интересно зашто 3-4 година после ке сигурно ке има многу добра екипа и сигурно ке биде различно.
Младите ракометарки од екипата на ЖРК Куманово посочија дека играњето против трето пласираниот тим во Европа е задоволство во секој поглед. На другата страна, во ЖРК Вардар, Андреја Човиќ го заврши надпреворот со повреда. Човиќ имаше најголем број на погодоци на мечот, вкупно 8, веднаш по неа со 7 погодоци беше Лазовиќ, исто така од Вардар, и Викторија Пеовска од екипата на Куманово. Кој играме како против секоја екипа, ние не би кажала дека ги подценивме, но како што гледате во Македонскава лига, таков е ракометот што не обрнавме нешто многу големо внимание. Посебно не го игравме ракомет како што треба, како што доликува, и таков е резултатот. Имав желба да играм со вакви ракометарки, добив признание да играм со нив. Јас колку што можев изиграв, секако дека не го дадов најдоброто од себе, но пробав, но моите соиграчи изиграа доста добро за против ваков тим. За потврдување на пласманот во европските купови, Куманово го има следниот меч против ЖРК Пелистер наредната недела на домашен терен, за кој ракометарките сметаат дека ќе успеат да го добијат. Мислам дека ќе ги совладаме Пелистер и до тогаш ќе се вратиме сите во форма и ќе можеме сите заедно да ги совладаме и да ги добиеме со голема разлика и да се пласираме. Од клубот се надеваа дека и наредниот меч ќе го играат пред полни трибини и заедно со публиката ќе го прослават историскиот пласман. Кошаркарскиот клуб Куманово утре во спортската сала со почеток од 19 часот и 30 минути ќе го пречака МЗТ Скопје во вториот финален дуел. Од клубот апелира до навивачите да се воздржат од неспортско навивање и да не носат тврди предмети со себе, поради тоа што безбедноста ќе биде на повисоко ниво и истите ќе бидат одземени на влезот. Во спротивно, како што кажаа, постои можност тимот да ги игра надпреварите без публика, како што знаело да се случи во минатите години. Кошаркарскиот клуб Куманово утре вечер во спортската сала со почеток од 19 часот и 30 минути ќе го одигра вториот меч од финалните дуели против МЗТ Скопје. Куманово славеше на претходниот меч во Скопје и веќе води со 1-0, така што е во поволна позиција и има шанси пред домашната публика да дојде до втората победа. Тимот оваа сезона во дуелите на домашен терен немаше пораз од МЗТ Скопје. И двата надпревари од лигата ги доби, првиот во второто коло со 2 поени разлика 74-72, а вториот во предпоследното 27 коло, кога тимот победи со 20 поени разлика 80-70, но екипата имаше и водство од 20 на поени во второто полувреме, така што се очекува на утрешниот меч тимот повторно да се прикаже во најдобро издание. Утре е нешто повеќе од кошарка, значи утре е еден вид празник за нашиот град, бидејќи го играме второ финале поред. А за разлика од лани сме еден корак повеќе веќе, направивме брейк во Куманово. Целта да не ја повторуваме, сите ја знаеме, сите ја сакаме. Тоа е уште еден корак напред. Имаме одлична шанса на домашен терен, ова да го искористиме, домашниот терен, да направиме победа, со тоа би се доближиле многу до финалната цел. Тeo bi da pozdravim sve ljude koji će sutra doći na utakmicu i da poželim da svi zajedno napravimo jedan korak više i povedemo 2-0 u seriji i konačno donesemo titulu u Kumanovo. Mislim da pored ove turbulentne sezone da smo na kraju da zaslužujemo da se tako nešto desi. Од клубот апелираа до навивачите да навиваат во границите на спортската етика. Исто така напоменаа дека гостинскиот тим нема да ја пропушти можноста, доколку се случи најмал инцидент да инсистира Куманово да не ги игра надпреварите пред своја публика. Во тој контекст од клубот најавија дека безбедноста ќе биде на високо ниво. Треба да бидеме присебни, еве напомена до навивачите да не носат железни пари, да не носат запалки, цигари, бидејќи тоа ќе биде строго контролирано и може да се деси да им бидат одземени истите. Во меѓувреме граѓаните самоуверено очекуваат клубот да оствари победа на домашен терен. Сметам дека конечно и Куманово да стане шампион на Македонија и со сите атрибути на нашите играчи, со поддршка на публиката, мислам дека сигурно ќе оствариме победа и ова година Куманово ќе биде првак на Македонија. Надamo se дека ќе победиме и дека ќе го освоиме титулу овој година. Може да биде изненадење и Куманово прво да биде. Зашто да не биде? Не се изјемзете, Бог зна колку силни. Во однос на присуството, од клубот посочија дека вратите ќе бидат отворени 2 часа пред надпреворот од безбедности причини и ги поканија заинтересираните да дојдат порано.
Картите за утрешниот надпревар, како што потенцира од клубот, ќе бидат пуштени во продажниот процес од 12 часот во просториите на спортската сала и ќе чинат како и вообичаените билети за било кој друг надпревар. Времето денеска во Куманово беше облачно со услови за силен дожд, а дуваше слаб југоисточен ветер. Максималната температура изнесуваше 16 степени, а минималната 12. За утре метеоролозите најавуваат силен дожд, при што дневната температура ќе достигне до 17 степени, додека утринската ќе се намали до 13 степени Целзиусови. Ова беше се за денеска. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.